Благодарам, председателе. Почитувам председателе, пратеници, присутни репрезенти, представници на медиумите. Во делот она што планирам да го излагам, веројатно ќе се повторам во поглед на тоа што го изнесоа претходните дискутанти. Меѓутоа, заради важноста на истото, ќе се држам до претходно направениот концепт. Ќе зборувам во поглед на презумпцијата на невиност, злоупотребата на притворот и слободата на изразувањето. Во поглед на презумпцијата на невиност, европски стандард реафирмиран во голем број на пресуди на судот во Страсбург е дека судските органи и сите други службени лица при поведување на кривична постапка не смеат јавно да изразат мислење од кое би можело да произлезе дека обвинетиот е виновен за делото кое му се става на терет. Пример за ова е пресудата Матијашевиќ против Србија од 2006 година. Таму овој став е изразен на многу јасен начин и повикувам да сите кои што ќе имаат прилика поглед на тоа пресуда и се уверат дека навистина ова е став, односно ова е европски стандард од судот во Страсбург. Доколку такво нешто биде сторено, односно вакво мислење биде изразено, постои повреда на правото на презумпција на невиност, односно правото на фер судење од член 6 од Европската конвенција за човекови права. При тоа ирелевантно е дали понатаму постапката ќе заврши со евентуално правосилна осудителна пресуда за тој обвинет. При иницирање на скоро сите постапки од областа на организираниот криминал и во тек на овие постапки се излегува со соопштенија со кои многу често се искажува вакво мислење и тоа од врвни репрезенти, од највисоки представници на Министерството за внатрешни работи. Ова значи дека обвинетите во овие постапки од самиот почеток се лишени од правото на фер судење, според европските стандарди, бидејќи јавноста на извесен начин е контаминирана со изразеното мислење или став дека се виновни за она што за допрва треба да им се суди и да се утврдува во тек на судската постапка. Во поглед на мерката притвор, не можам да кажам дали постои злоупотреба на оваа мерка, бидејќи тоа е политичка оценка и сметам дека други треба да ја донесат таа оценка и да го завземат тој став, но она што можам да го кажам е дека по правило се определува и се продолжува спротивно на европските стандарди. Во решенијата за притвор не се даваат конкретни причини кои што се врзани за личноста на обвинетиот, туку се оди со едни стереотипни и абстрактни формулации кои се повторуваат во скоро сите решенија. Доколку се направи анализа на ваквите решенија, ќе се увиди дека во огромен процент се оди со потполно иста формулација. Со едно решение понатаму се одлучува за притвор на повеќе лица, во определени случаи за дури притворот и над 80 лица, како што е тоа случај во случајот Калдерма. Не се разгледуваат сериозно и не се применуваат другите превентивни мерки предвидени во законот, посебно гаранцијата која е алтернатива на мерката притвор. Во пракса имаме ситуации, значи да се нуди гаранција која што е повеќе кратен износ на евентуалната штета причинета со кривичното дело, а да истата не се прифаќа и да тој обвинет остане во притвор до завршување на постапката. Многу често со самите аргументи дадени во решенијата за притвор се руши презумпцијата на невиност, бидејќи како аргумент се дава на пример степенот на кривична одговорност, која што кривична одговорност всушност треба да се утврдува во постоечката кривична постапка. Република Македонија е веќе санкционирана за ваквиот начин на постапување и тоа со пресудата Василковски против Република Македонија од 2010 година. Лично сметам дека таа пресуда е еден жолт картон за нашето правосудство и дека ние многу сериозно треба да се замислиме за пораката која што Европскиот суд за човекови права ни упатува со таквата пресуда. Значи, тоа е пресудата за случајот Змисколко. Во таа пресуда е укажано дека не сме со една одлука да се одлучува за притвор на повеќе лица, дека мора да се дадат конкретни, не абстрактни аргументи за притворот на секој обвинет поединачно и мора сериозно да се разгледат другите пропишани превентивни мерки пред судот да се одлучи за мерката притвор како најтешка притвор. За мерката притвор како најтешка мерка. За жал, никаква поука од донесувањето на оваа пресуда не е излечена. Начинот на постапување на домашните судови воопшто не е сменет и мерката притвор се определува на идентичен начин како и пред донесувањето на оваа пресуда. Република Македонија заради ваквиот начин на постапување може да се соочи со многу сериозни и финансиски и политички консеквенции и мора да најдеме начин да го промениме тој тренд на однесување. За притворот се одлучува во пракса на овој начин заради тоа што по правило не постојат конкретни причини врзани за личноста на обвинетиот кои што би го оправдале определувањето или ваквото продолжување на мерката притвор.
Во поглед на слободата на изразување, најсериозен удар на оваа слобода во последната година, по оценка на многу сериозни и домашни и меѓународни организации, како што се, например, ОПСЕ, Меѓународната асоциација на новинари, уште малку ќе може да заврши, Amnesty International и така натаму, дефинитивно представува поведувањето на постапката, притворањето и првостепената осуда на новинарот Томислав Кежаровски, заради тоа ќе зборувам на кратко за оваа постапка. Во врска со овој случај, без воопшто се навлегува во постоењето или непостоењето на кривичната одговорност на Кежаровски, мора да се води сметка дека обвинетиот е притворен и суден за 2 објавени новинарски текста. Ваквото нешто повторно е во директна спротивставеност на она што е пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Така, во пресудата Кумпана и Мазаре против Романи од 1996, судот во Страсбург го завзел следниот став, цитирам: наметнувањето на затворска казна или соодветно притворање поради дело сторено преку печатот ќе биде компатибилно со слободата на изразување на новинарите само во исклучителни околности, односно кога други права се сериозно загрозени, како што е случај со говорот на омразата или поттикнување на насилството. Сите знаеме дека во конкретниот случај не се работи ниту за говор на омраза, ниту поттикнување на насилство со двата објавени текста од страна на Кежаровски. Значи, националните судови со директно повикување на член 10 од Европската конвенција и праксата понатаму на Европскиот суд за човекови права во Страсбург имале законска правна основа да новинарот Кежаровски го ослободат од одговорност и да воопшто не се води постапка против него. Европската конвенција е инструмент кој што ние го имаме имплементирано во нашиот домашен правен поредок. Судската пракса на Европскиот суд за човекови права мора да биде облигаторна при одлучувањето на домашните судови. И мораме да најдеме начин секој во рамки на своите надлежности и ингеренции да укаже, да потсети на ова обврска на домашните судови.